искрено сум презадоволен. Се занимавам со музика. Навистина интересно чувство е и убаво е. И добар ви ден со уште едно ново видео. Денес сакам на самиот почеток да се заблагодарам на своите поддржувачи. Тоа е Јован од ресторант Цурт Раубе, Најперк, место каде што ќе најдете највкусната храна и најдобрата услуга, и Александар Јосифов, дечко кој се занимава со посредување за возачки дозволи за градежни машини, телескоп машина, мобилна платформа, кран и вилюшкар. Исто така, сите вие кои сакате на некој начин да не поддржите, купете ги нашите производи и така го поддржувате нашиот проект кој се надевам дека ви се допаѓа. И денес во една опуштена домашна атмосфера на гости ке мојот другар Мартин Митковски, на кој му сум благодарен што ме прими, што ме удостои, и ќе започнеме разговорот на следниот начин. Од каде е Мартин и од кога е во Германија? Здраво и на тебе, ти благодарам за поканата, пред се. Јас доаѓам од Скопје, поточно Стајковци. Се започна така во 2018 година, имав прилика да дојдам во Германија и се двоумев дали да дојдам, дали не. Така што се решив да дојдам и више тука сум скоро 7 години. Океј, а кажи ми образованието во Македонија, што имаш прво завршено? Имам завршено стручно образование као машински инженер. А кој ти помогна тука за да дојдеш во Германија? Како се случи тоа и како ја донесе таа одлука? Па вака, дедо ми во Германија, да кажеме, цел живот до пензија беше и така да се почна тоа преку него. Значи, тоа е човекот, виновникот за тоа што си ти сега тука. Така да, сепак мала помош од моите родители исто така и поддршка за да дојдам јас. А кој е клучниот фактор, што е она што те натера да напуштиш? Оти сепак јас имам впечаток дека од помалите градови и села во Македонија има миграција кон Скопје и другата миграција е кој луѓето директно се одлучуваат да заминат надвор од Македонија. Имам впечаток дека многу помалку луѓето од Скопје се решаваат да заминат во другите држави. Што беше она што тебе те натера да го направиш овој чекор? Искрено ја уште од мал имам желба за живот во странство, така да се решив искрено да го направам тоа, имав таква шанса и можност, така да не ја пропуштив и сум благодарен и сум среќен за тоа. Да. Добро е што си имал човек кој тука на почетокот ти помогне и ти го пасира патот. Така, затоа што е и полесно кога имаш тука некој више и имаш можност за се, а сепак под секој почеток е тежок. Ајде кажи Така, ни малку за твојот почеток. Како беше? Дали започна директно со работа или можеби се образоваше нешто? Така, јас дојдов во 2018 година, 1 октомври, почнав со работа. После една недела од самата фирма бев пратен во Англија на обуки, додатни обуки, затоа што нашата фирма кај што работам сега е постоечка 60 години и ја има низ целиот свет. Така да главното производство е во Англија и сега тоа што се отвори во 2018 година е во Германија, поточно Дизелдорф. А со што се занимавате конкретно? Конкретно се занимаваме со заштитна опрема при работа. ХТЗ опрема, така. А што е твојата работна обврска? Јас работам, се разбира, од почетокот почнав како обичен работник, а сега стигнав до менаџер, што си водам тим, како лого дизајнер работам. Што е потребно да поседуваш за да работиш како дизајнер тука во Германија во една фирма? Пред се треба да си има на интерес нешто што работиш, мислам, пред се обуките се најбитни, со другото и сертификатите во
Германија се најпризнаени за таквото нешто што го работиш. Значи И мора да се најгоценат. помине обука и сертифициран да бидеш. Така, точно, да. Добро, Мартин, сакам да те прашам како си задоволен од ова време што го имаш тука поминато, од поставеноста на системот, од функционирањето на институциите и од твојата работа, дали си задоволен или може уште подобро? Така, искрено сум презадоволен, за мене лично искуство. Сум презадоволен, затоа што тука навистина има еден систем кој што за сите е еднаков и само не треба грешки да се прави и се ќе биде супер. Значи, доколку сакаш да работиш, имаш поле за напредување, за работа, за докажување и сето тоа е ценето. Точно така, секоја упорност носи една добра еден добар резултат, да. Кажи ми дали се занимаваш нешто дополнително покрај оваа твоја работа? Така, да, се занимавам со музика, како од една страна како хоби, од друга страна исто и како додатна работа е тоа. Додатна заработка. Така, да. Нешто во последно се многу музичари кај мене на емисијата. Кажи ми малку повеќе за тоа, дали за тоа имаш некое образование, како дојде до идејата да се занимаваш со музика, ќе се вратиме малку назад од твоите почетоци. Така, јас од моја 8-годишна возраст одам, мислам тоа е приватна школа, одев на часови. Мој прв инструмент е хармоника. И на тоа останав до крај, завршив и кога дојдов в Германија, нели период работев исто во Македонија, тоа ми беше мене како исто работа. Кога дојдов тука во Германија, се решив да се префрлам на клавиатура, Сайзер. на Сайзер, така. И така се почна тоа. Имам сега пејач, работиме не во група, но по желба на луѓето. На што е, каде настапувате, едноставно прашање? Ние настапуваме повеќето на приватни забави. Значи по потреба на фамилиарни веселби. Така, фамилиарни веселби, бараат. крстевки, меќици, родендени, се така, значи приватно претежно и сме задоволни, супер. Добро, морам да кажам дека со Мартин се запознавме преку Инстаграм и ова е наша прва средба. И тогаш тој ни се обрати со една причина, а јас сега тоа ќе го кажам преку едно прашање. Мартин, како е да се живее со сопруга украинка? Наистина, интересно прашање. Јас знам, ама кажи ми ти како го гледаш на тоа. Наистина интересно чувство е и убаво е. Јас сум наистина среќен. Тоа е најбитно. Кажи ми од кога си во брак со твојата сопруга Ирина? Во брак сме скоро 1 година. И детенце? Детенце, имаме детенце. Супер, значи ова е нешто што многу слично на мене и она што не поврзува на некој начин, што не прави да имаме добра дружба во иднина. Така, да. Кажи ми, тука има уште едно нешто што вие се занимавате заедно со својата сопруга, која изгледа, морам да ја пофалам, многу одлично. Тоа го гледам на социјалните мрежи. Декорации, едноставно кажано, декорации како за поклон, од чоколада до напитоци и сето тоа понатака. Кажи ми, на кого е таа иницијатива? Идејата беше моја, искрено. Случајно гледавме на интернет некои работи и ми излезе баш тоа во нека друга земја прават, произведуваат такви работи и продаваат. И јас случајно на сопругата и покажав и ние пробавме и сега стигнавме до наистина добар успех. Како води продажбата на интернет? Така, на интернет имаме Инстаграм профил моментално. Ќе го поставиме тука. Така. Во иднина очекуваме и да имаме и веб страна, се уште се чека, не знам. Во процедура. Така, во процедура. Да се биде според законите, според регулативите. Точно, да, според закон, да, се да биде уредно и лиценцирано, што се вика. Да, исто тоа и јас сакаме на средина од видеото да си презентирам своите производи кои
Ние ги носиме, се надевам дека ви се допаѓа. Тебе како ти се допаѓа? Навистина прекрасни се вашите производи, Супер. супер. Ти благодарам. Исто така, кој сака, можете да се нарачате од нивната Инстаграм страница и Фейсбук исто така имаат доставка низ цела Европа, така? Цела Европа, така. Одлично. Дали нашите македонци ве поддржуваат и купуваат од вашите производи? Па искрено да ви кажам, тука моментално најголемиот број порачуваат сите, али највеќето украинците Преку жената, значи. преку жената, да, така. Големиот број од нив, али има, прашува, значи Добро. На крајот на последниот дел од нашиот разговор, сакам да те запрашам дали од сегашна гледна точка се каеш што си дошол во Германија и дали можеби некогаш би се вратил во Македонија или па во Украина да живееш? интересно прашање. Искрено да ви кажам, имаме во иднина нови планови и проекти, да кажам, што сакаме да ги реализираме, така да моментално остануваме тука и Али во иднина ништо ќе не се видиме знае. во иднина, ништо не се знае точно. Па и јас, и мојот одговор, доколку некој ме запраша, би бил таков. Моментално сме тука, меѓутоа отворени се сите прашања. Да. Како што можам да забележам истите амбиции ги имате и вие и ние, така да ќе пробаме да направиме се што можеме. Кажи ми еден сега млад дечко што не гледа и ете, од Македонија сака да се исели, да дојде тука, на што да биде спремен? Што е она најбитно што му е потребно да кога ќе дојде да знае? Вака, значи, пред се најпотребно е јазикот. Јазикот ги отвара сите врати. Основната работа. Так, основната работа, германски јазик мора да се знае, затоа што тука ако планира да живее мора да знае. Мојата работа се работи на англиски јазик, јас знам многу повеќе јазици, така да пред се јазикот, потоа работата да се најде и ако е упорен, ќе стигне до целта што ја сака. Дали треба да очекува на самиот почеток дека доаѓање и одма готово се е средено, се тргнува супер и пари на дрво растат? Не е така како што мислат сите. Значи, тешко е навистина, секој почеток е тежок. Како што кажав, упорно само не е така како што мислат во Македонија или ќе дојдеме тука и можеме одма милионери да станеме. Не е тоа така. Мора, значи, работа. Според Тука твоето искуство, колку од прилика период е потребно така за едно добро интегрирање во системот? мене ми требаш искрено 3 години ја да можам баш самостојно да Так. си продолжам во животот. Се согласувам, да, Так. прилика 3-4 години Так. тука е некаде. Мартинете, полека дојдовме до крајот на нашиот разговор, навистина ми беше пријатно. Сакам да ти се заблагодарам што ме примивте во вашиот дом. Нашата дружба ќе продолжи понатака, се надевам и фамилиарно ќе продолжиме дружбата. Так. Ми беше пријатно, ми беше чест и сакам да ти се заблагодарам уште еднаш. Доколку имаш уште нешто да кажеш, слободно можеш да. Благодарам и на тебе за поканата. И благодарам за поклончињата. Да, не. Се надам ти се допаѓаат. Прекрасни се наистина. И сега ние имаме исто така еден поклон за вас од Adel Creations, нашиот бренд. Така се вика вашиот бренд. Така. Адел. Од каде е тоа име? Името потекна од нашата керкичка, Аделина, и А, така решиме супер. Adel Creations, креативно да биде баш. Супер, Так. супер. Како што кажам, на нивните Instagram, Facebook профили можете да најдете повеќе вакви типови на креации, ќе се изберете својата омилена и ќе се изврши нарачката. А со вас, драги мои, се гледаме во наредна прилика. Ви благодарам исто така. Чао.